Сега малку ќе здивнам, затоа што веќе во студиото пристигна Ирена со нејзината гостинка, да им посакам прво добро утро и на двете. Добро утро, Искра. Добро утро до тебе и до нашите гледачи. Нашата гостинка Анита е председателка на Сдруженијето Бистри умови и во насловот стои дека организирате бесплатни курсеви за математика и програмирање за почетници. И сега прво ми беше малку, ќе го доразјасните вие тоа, но почетник тоа не значи дека треба да е мал, така? Што значи ние сите нема тука ограничување, предпоставувам, така? Точно, да. И да ве прашам уште за самиот почеток, пред Ирена ви ги постави прашањата, бистри умови, има ли кај нас бистри умови? Нормално дека има. Ние за тоа сме тука, да им помогнеме на учениците да си го покажат својот талент и својата бистрина. Повелите. Ви благодарам, Искра. Добро утро и од мене, почитувани гледачи. Она што веќе спомена Искра во најавата, во наредниве 15 на минути ќе зборуваме за Сдруженијето Бистри умови. Ова е здружение кое што е формирано пред 3 месеци, значи е релативно младо, меѓутоа во својата 3-месечна работа веќе имате навистина доста активности и она што е повод за гостувањето на нашата гостинка Анита Атанасова Грчев, председателка на Сдруженијето Бистри умови, е тоа што, како што спомена веќе и Искра, е тоа што вие во месец ноември ќе организирате бесплатни часови по математика, информатика и програмирање за деца и за почетници, така. Да. Сега малку подоцна ќе го разјасниме сето ова и ќе им објасниме на нашите гледачи кој се може да учествува, до кога е пријавувањето. Меѓутоа за почеток ајде еден вовед во самиот разговор да го представиме Сдруженијето со навистина убаво име, Бистри умови, многу убаво звучи. Значи формирано е пред 3 месеци, меѓутоа која му е целта и кои му се активностите? Да, Сдруженијето Бистри умови е формирано во месец јули. Целта на Бистри умови е да им пружи подршка на талентираните ученици и млади во нашата држава, во информатика, математика и останатите природни науки. Сдруженијево го отворивме водејќи се по искуството со нашиот син, кој што уште многу мал го носиме надвор од нашиот град, на разни курсеви по програмирање, математика и така натаму. И свативме нели дека покрај финансиите кои што се потребни е потребно и дополнително време и еден ученик нели која ќе достигне одредено понапредно ниво, секој дека му се потребни и понапредни надоградувања. Затоа значи се најдовме заедно и со нашиот партнер Виктор Семјановски, кој моментално живее и работи во Америка, кој исто така е еден од претходните надпреварувачи. Нели се најдовме на исто размислување и одлучивме дека на нашата држава е потребно точно едно такво здружение како Бистри умови, за да им помогнеме и на почетниците со откривање на нови таленти, но и на оние кои што се напредни и оние кои што надвор од нашата држава гордо го веат нашето знаме. Многу убаво кажано. Сега она што е повод за вашето гостување е тоа што започнувате од месец ноември веќе бесплатни онлайн часови по математика, информатика и програмирање за почетници. Сега, дали е ова само наменето за деца? И она што ќе ги интересира нашите гледачи е до кога е пријавувањето и како може да се пријават сите оние заинтересирани кои што сакаат да ги посетуваат овие бесплатни часови. Пријавувањето трае уште оваа недела до 30 октомври, бидејќи последната недела сметаме дека е потребно на оние кои што ќе се пријават да им пратиме инструкции за начинот на следење на часовите и доколку имаат проблеми да им помогнеме, затоа неделата пред отпочнување на истите ја оставаме за да го решиме тоа. Може секој кој што сака да се пријави. Курсевите по математика се подготовки за надпревари до државен надпревар. Тука значи се за почетници и за напредни од 4-то до 9-то одделение, а програмирање курсевите се за почетници во програмата C++. И за тоа не е потребно претходно признање. Така. Да. Ова сега кога зборуваме за почетници, значи за деца? Така или буквално за секој? Па буквално за секој, но има возрастно ограничување? Нема, но сметаме дека и оние оствари ученици кои веќе се пријавени се
од 5 оделение па до 4-та година средно. Така, значи основно и средно. Точно. Меѓутоа може малку и повозрастни, претпоставувам, така или не? Само за ученици е. Па повеќето ние целта ученици, и на нашето здружение е поддршка на ученици, не на возрастни. Така. Сега како е пријавувањето? Каде може како се пријавува? Може би има заинтересирани гледачи кои што не гледаат, сакаат да ги пријават своите дечиња. Како оди пријавувањето? Пријавувањето оди на нашата мејл адреса која што ја има истакнато на нашата веб страна, на Кажете. Facebook профилот info.brightmindsofmacedonia.com. Може да ни пишаат нели и приватна порака на Facebook профилот, може да не контактираат на 078416164. Доволно е само нели да се даде име и презиме на ученик, возраст и за кој курс е заинтересиран. Дали има ограничување бројчано, бидејќи се онлайн часови, дали се тоа во групи, и ме интересира од кога до кога траат часовите, колку пати неделно ќе бидат и до кога трае курсот? Почнува во ноември? Да, курсот почнува во ноември, 4 и 5 ноември стартуваме. Колку пати неделно? Еднаш неделно, од 2,5 до 3 часа ќе трае. Нема ограничување на одреден број на ученици, секој кој што ќе сака, ќе ја добие можноста да ги следи часовите. Часовите ќе траат, започнувајќи од ноември, математика се до мај месец, од кога ќе дојде нели државниот надпревар, а програмирањето, кога ќе се помине почетниот курс под програмирање во C++ програма, веднаш потоа стартуваме со напреден C++ и веднаш потоа стартуваме со подготовки за надпревари. Зборуваме за програмирање и информатика, така? Да. Што се добива по овие курсеви? Дали има некоја диплома? Нормално, така, да. Завршен курс по информатика и по програмирање, а математика е само, како што ве разбрав, само доколку се оди на надпревар, така? Точно, да. Математика се подготовки за надпревари. Ако некој, надпревари. например, од ученициве не му оди доволно математика, дали може тогаш да се запише па да добие некој можеби дополнително знаење? Или ова е само за оние кои што се добри математичари, бистри умови, и оние кои што сакаат да одат на надпревар? Ова е точно, значи, за оние кои што сакаат да одат на надпревар и оние кои што сакаат да добијат дополнително надоградување, бидејќи она што се паѓа на задачите што се паѓаат на државните надпревари по математика се малку поразлични од тоа што се учи во училиште. Така е. Кои се предавачите? Кои ќе бидат професорите? Кои се едукаторите на овие бистри умови? Предавачи се наставници по математика кои што веќе имаат искуство со спремање на ученици за надпревари. Тоа е за математика, а за информатика предавачи се наши ученици кои што се веќе во тимовите кои ни ја представуваат државата на меѓународно ниво и веќе имаат искуство со програмирањето и се во многу понапредна фаза. Да ги споменеме малку и тие имиња, да ги пофалиме, бидејќи ни биле овдека гости и математичари и информатичари, на вистина, како што кажавте и вие, не представуваат нашата земја, представуваат на секаде ни светот и горди сме сите ние на нивните резултати. Никогаш не се вратиле без награда, нели? Да. Секогаш се меѓу првите 3 места. Ајде да споменеме некои од тие имиња и да ги поздравиме, ако не гледаат во моментов. Па еве, јас би го спомнала Дамјан Давков. Тоа ни е, нели, бисер на Македонија, ученик кој што не се десило да отиде на било кој меѓународен надпревар. Да не се врати без награда. Оваа година го донесе и првото злато за нашата држава на светско по математика. Го донесе и првото историско злато на Европската јуниорска олимпијада по информатика и беше официјален победник на Олимпијадата по математика која што беше во Албанија. И сега се подготвува да оди сега, да одат се подготвуваат на крај на ноември? Сега крај на октомври прво она што им следува е Балканската олимпијада по информатика за сениори
И потоа на крајот на ноември е јуниорската Балканска олимпијада која што треба да се одржи во Македонија. Ете така. Тоа сакав да го споменеме. Поздрав до сите и нас ни биле гости и деца кои што не представуваа и математичари и физичари. Сега нарете и Дамјан да ни биде гостин од кога ќе се врати во ноември од таа олимпијада. Оно што кажавте на почеток е дека вие постоите веќе 3 месеци. Споменавте дел од вашите активности, меѓутоа ме интересира од кого имате поддршка, од кого добивате поддршка во вашето работење. Па уште во основањето на Сдруженијето, наши претходни надпреварувачи кои имаат освојувано бројни медали на меѓународни надпревари, а сега во моментот живеат и работат во странство, имаат завршено на едни од најпрестижните универзитети во светот, ни ја дадоа целосната нивна поддршка и на нашата веб страна може да се видат. Тие се тука за во било кое време на нашите ученици им помогнат со совет, прашање, решавање на проблем и така натаму. Бидејќи кажавте дека веќе пријавувањето ќе трае уште оваа недела, каков е интересот досега на учениците за овие часови онлайн? Па може да се пофалиме дека интерес има доста. Не можам да одвојам дали математика или програмирање има повеќе, за тоа што има реално и во математика и во програмирање. И тоа е тоа што нас не прави среќни, за тоа што еве во нашата држава постојат ученици кои што сакаат да одат напред и да се надоградуваат. Така е. И она што е интересно да се спомене за вас е дека вие имате и договор со македонската диаспора. Ке ни кажете нешто околу тоа, за каков договор станува збор? Па уште од самиот почеток, уште после нашиот прв проект, нашиот партнер Виктор Симјановски воспостави контакт со обединетата македонска диаспора во Америка. Таму се дискутираше заеднички нашите македонци во странство, заеднички со нас да им помогнеме на учениците во Македонија. Веќе неколку месеци траат преговорите и еве минатата недела конечно постигнавме договор. Во тек е завршено од наша страна меморандумот за разбирање за потпишување. Чекаме да го потпишеме официјално и веќе значи да почнеме заедничка соработка со нив за да им помагаме на македонците кои што начин? Се тоа на македонците од овде, така на нашите од Македонија, нашата обединета диаспора ќе им помага на кој начин? Па они реално ќе прибираат донации за бистри умови, ќе бидат поставени линкови каде што секој што ќе сака ќе може да донира, за да заедно обединетата македонска диаспора во соработка со бистри умови им се најдеме на нашите ученици, на почетници, напредни и веќе оние кои што пак ќе кажам гордо ни го веат нашето знаме, ќе им помогнеме, ќе допринесеме со дополнителни така, финанси. Бидејќи надпреварите чинат пари, така. Точно, да. Треба да се плати за да се учествува, бидејќи тоа се светски надпревари, така од светско ниво. Па и не само тоа, реално значи за да еден ученик биде успешен, него му се потребни подготовки. Еве, ќе спомнам, на еден спортист, на еден фудбалер потребно му е топка, терен и тренер. Така и на еден ученик му е потребно материјали, книги за учење, професор и место каде што ќе се врши сето тоа. Така е. Сосема за крај, бидејќи времето ни е ограничено, една порака до родителите и една порака до сите оние млади бистри умови кои што не гледаат во моментов и кои што сакаат да одат напред и како што споменавте неколку пати, кои што сакаат гордо да го веат македонското знаме ширум светот. Што би им порачале како претседателка на Сдружение на бистри умови? Па вака, мој мислење и како родител е дека еден од столбовите на едно општество и една држава е да има добро образование. Така да колку и да изгледа се безнадежно, јас мислам дека ние родителите сме тие што нашите деца треба да ги советуваме дека образованието и надоградувањето е едно од најглавните работи во животот. За да децата бидат успешни, прво треба да имаат добро образование, треба да учат, да се надоградуваат, за да
својот талент можат да го представат и во државата и надвор од А и истата. како што некогаш некој еден бистар кажал, знаењето е сила, знаењето е моќ. Така. Точно така. Анита, благодарам што ова утро бевте наша гостинка. Благодарам што допатувавте дури од Кочани. Јас ви посакувам среќен пат назад дома во Кочани и во некоја наредна прилика повторно ќе ни бидете гостинка да ги представиме сега пак успесите на овие бистри умови. Тука Искра ние од прилика го заокружуваме нашиот разговор. Мене ми е Се само вртам мака кон што тебе. Имаш ли ќе се прашање? тргне... Не, немам прашање, се си кажавте ми е кривова бесплатни што ќе се трне од екраните. Јас би го ставила нека трепка, човек да не поверува дека постои воопшто нешто бесплатно. Нешто овде. Ви благодарам многу и на двете.